Дневник на К3, добро вечер. 60 на апликации поднеле невработените кумановци до Центарот за вработување за грант за самовработување. Огласот трае до крајот на јануари, информираа надлежните од Центарот за вработување. Уште неколку дена остануваат невработените кои имаат идеја за бизнис да ја искористат можноста и да аплицираат за грант за самовработување. Ке добијат државна помош од најмалку 3.500 евра. Приоритет за вклучувањето во програмата ќе имаат невработените кои првпат аплицираат. Но не е потребно многу. Доволно е да се има идеја, лична карта и да се водат како активни баратели на работа. Огласот самовработување со грант е една од најатрактивните мерки што имаме во Центарот за вработување Куманово. До сега, како е пуштен огласот, имаме околу 60 на апликации. Огласот трае до крајот на месецов. Апел до сите невработени лица кои имаат креативна идеја, одржливи бизнис план, нека повелат во Агенцијата за вработување. Значи, потребна им е само лична карта и да бидат активни баратели на пазарот на трудот. Куманово лани бил втор град со број на одобрени грантови, 40 во првиот и 32 во вториот рок. Различни биле фирмите кои се отворени. Во 2015 година имаме некаде околу 72 гранта доделено за самовработување, што е втора бројка во државата. Во текот на 2015 година од грантот самовработување имаме од различити гранки, имаме од дрвната индустрија, од металопреработувачката индустрија, имаме адвокати, имаме забни ординации, имаме сметководствени бироа, значи од сите гранки. За реализација на оваа мерка за самовработување годинава се предвидени средства од 207 милиони денари, со кои треба да се отворат 920 мали бизниси и да се остварат околу 1000 вработувања на ниво на државата. Тренчевски потсетува дека тече огласот за обука со субвенционирано вработување, кој не е ограничен, при што невработеното лице добива 6200 денари 3 месеци. Работодавачот кој го ангажира добива 19000 денари, од кои 9000 денари се за личен доход и 5000 денари доприноси, а самиот работодавач добива 5000 денари субвенција и има обврска да го задржи наредните 12 месеци. Во Кумановскиот центар за вработување формирани се 2 тима кои 3 пати неделно држат обуки со невработените и 2 пати неделно со работодавачите во рамки на проектот Се бориме за секое работно место, при што целта е да се поврзат работодавците и невработените. Започна екстерното тестирање на матурантите од Куманово и се одвива без речиси никакви пречки и потешкоти, информираат од средните училишта. Според податоците од Државниот испитен центар на ниво на државата, вкупно 19.931 матуранти ќе бидат тестирани. Во средните училишта во Куманово започна се спроведува екстерно тестирање на учениците во завршните години од своето образование. Матурантите полагаат тестови од 2 различни предмети. Освен проблемот со осимнувањето на тестовите, екстерното тестирање се одвива во нормални услови. Во СУП Еронаков Куманово почна првиот ден од екстерното тестирање за учениците од завршните класови. Тестирањето за жал почна подоцна, речиси 1 час поради серверска грешка, но понатаму течеше без никаков проблем. Денеска се тестираат вкупно 144 ученици на македонски наставен јазик и 21 на албански наставен јазик по различни предмети според динамиката која што утврди Државниот испитен центар од Скопје. Дел од нив доста брзо ги решија тестовите и излегоа, најверојатно се задоволни. Ќе почекаме сепак да бидат конечните резултати готови за да можеме да видиме колку и што учениците постигнали. Да, денеска дојдоа сите ученици кои што беа предвидени според списокот. Во гимназијата Гоце Делчев екстерното тестирање поради технички проблеми започнало 1 час подоцна. Од вкупен број на пријавени ученици 123 имаше само еден ученик одсутен, значи 122 ученика се истестирани. Една група, значи во сите 4 дена имаме по една група и мислам дека тестирањето ќе се одвива непречено. Се надеваме во најмала рака да го повториме минатогодишниот резултат, а тоа во рангирањето бевме 5-то училиште на ниво на државата.
Во средното училиште Киро Бурнас вкупно 63 матуранти се тестирани, а во училиштето Наце Буњони надлежните велат дека се соочиле со мал проблем, а тестови решаваат 171 ученик на македонски јазик. Започнат е процесот на екстерната проверка на постигањето на знаењата на учениците од завршните години во средното образование, кој ќе трае заклучно со 29 јануари. Според податоците на Државниот испитен центар, за тестирање се пријавени 19.931 матуранти кои ќе полагаат тестови од два предмети. Распоредот со датумите за двете полагања учениците ги знаат од 18 јануари, но предметите по кои ќе бидат тестирани ги дознаваат 3 дена пред денот на полагањето на конкретниот предмет. Прелиминарните резултати Државниот испитен центар ќе ги објави на 8 февруари. Од 8 до 10 февруари ќе трае поднесувањето приговори. Започна екстерното тестирање за матурантите во средното општинско училиште Ѓорче Петров во Крива Паланка. Во наредните 4 дена ќе бидат тестирани вкупно 188 ученици. Одговорните информираат дека постапката на тестирање се одвива без проблеми. Вкупно 188 ученици од завршните години од Кривопаланечката гимназија ќе го поминат процесот на екстерно тестирање по два наставни предмети. Тестирањето започна 10 минути по предвидениот термин, но течеше безпрекорно и се спроведе без проблеми, нагласуваат одговорните. К3 присуствуваше на отпочнувањето на процесот, првиот од 4 денови во кој е планирано да се спроведе екстерното тестирање во ова училиште. Денеска започна екстерна проверка на ученици за тоа се за матурантите, односно од 4-та година и од 3-та година, третиот степен. Денеска фактички ќе полагат 94 ученика, инаку екстерната проверка ќе се изврши во наредните 4 дена, со тоа утре, во среда немаме, четврток и петок. Секој ден ќе имаме по 94 ученика или вкупно имаме 188 ученика кои ќе полагат екстерна проверка, ќе се изврши екстерна проверка. Екстерното во средното општинско училиште Ѓорче Петров ќе се реализира до крајот на неделата, со исклучок на среда. Секој ден ќе бидат тестирани по 94 ученици, за што се ангажирани по 9 професори тестатори од втората смена, за да може паралелно наставата да тече безпрекорно, информира директорот Милковски. Секојдневно ќе бидат вклучени по 9 наставници кои се тестатори, од кои 8 се непосредно вклучени во таа екстерна проверка, едниот нив е резерв. Фактички се ангажирани колегите и колешките од втората смена, значи првата смена редовно се тече наставата и фактички доаѓаат овие колеги кои што се во попладневна смена. Низ процесот на екстерна проверка на знаењата ќе минат 106 ученика од 4-та година во гимназиска насока и 51 од 4-та година од паралелките за хотелско-угостителска техничка струка, електротехничка и насока машински техничар, како и 25 ученика од завршна 3-та година, автомеханичари и готвачи. Учениците одговараа на прашањата кои беа достапни на веб страницата на Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар. Може слободно да речем дека нема никаква реакција кај ученици, си тече најнормално, ученици тоа си го знаат. Барате дополнителни консултации од професорите? Па нормално барат за оние прашања кои не им се јасни, бидејќи ученици веќе ги има однапред видено прашањата на интернет страница на Државниот испитен центар и веќе се запознаени со прашањето, со одговорите се запознаени, се оно што е потребно, тука се разбира дека и професорите. И може да речем дека во нашето училиште немаше такви реакции како што во некои други школи. Значи, работата ни тече најнормално, тековно и се разбира дека и ученици се задоволни и ние сме задоволни, бидејќи кога тече на работа од двете страни, кога постои некој задоволство, значи е благодетно да ја работиш. Екстерното тестирање на учениците во завршните години во средно образование во земјава ќе трае до 29 јануари. Според податоците на Државниот испитен центар, за тестирањето се пријавени 19.931 матурант кои ќе полагаат тестови од два предмети, а прелиминарните резултати ќе бидат објавени на 8 февруари. Од 8 до 10 февруари ќе трае поднесувањето приговори. Со програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа во општина Крива Паланка, во 2016 ќе се реализираат проекти за подобрување на водоснабдувањето во градот. Ќе се градат нови водоводни и канализациони мрежи во градското и приградското подрачје и ќе се врши замена на азбестните цевки.
Преку проектот на владата на Република Македонија и Европската банка за обнова и развој, водоснабдување и одведување отпадни води, кој е долгоручен и се предвидува да заврши во 2016-та, се очекува да бидат разрешени и надминати најголем дел од проблемите со водоснабдување во Крива Паланка. Со овој проект за општина Крива Паланка ќе бидат издвоени 1,2 милиони евра. Програмата го опфаќа и проектот кој веќе е отпочнат, водоснабдителен систем за висока зона на лев брег на Крива река, основна и секундарна мрежа со изградба на водоснабдување за населба Маневци и населба место викано Змаевац во село Дурачка река, со кој ќе се изгради околу 6 километри нова мрежа, резервоар и останати елементи. Овој проект се реализира со 23 милиони денари финансија од Министерството за транспорт и врски и владата на Република Македонија. Истиот се планира да биде завршен до крајот на 2016-та. Планирано е и финиширање на проектот за јавно-приватно партнерство за изградба на 4 мали хидроцентрали на Станачка река, 2 од кои веќе се пуштени во употреба. Предвидено е до изградба и санација на водовод во село Варовиште, поставување водомери на истиот, на водоводот во село Конопница, на Селска река и водовод Балабанци, Вирови Грамаѓе, како и поврзување на главната водоводна мрежа со селски водоводи во Конопница и поврзување висока зона населба Домачки дол со резервоар во населба Баглак. Со програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа во општина Крива Паланка за 2016-та ќе се изврши и замена на азбестно водоводната мрежа со полиетиленски водоводни цевки, прва фаза. До 20 февруари сите заинтересирани земјоделци можат електронски да аплицираат на огласот за конфинансирање при купување на трактори и друга земјоделска механизација. Предност при доделување на финансиската помош имаат младите земјоделци до 40 години и жените. Преку оваа програма, тројца кумановци од Режановци извршија набавка на трактори и ја искористија помошта за субвенционирање од 50 до 75% од вкупната инвестиција. Моментални активности на Агенцијата за потикнување на развој на земјоделството се организирање на трибини на отворени денови со земјоделците. На овие средби земјоделците може да добијат одговор на сите поставени прашања од различни сфери од областа на земјоделството. Оваа мерка, односно активност се одвива на територија на цела држава. А што се однесува до Куманово, планирани се 10 средби, односно трибини, од кои 4 веќе се реализирани, и тоа во селата Габреш, Кучкарево, Градиште и Матејче, додека останати 6 ќе бидат реализирани до крајот на месецот, и тоа вторник 26 јануари во село Романовци во 17 часот, 27 јануари среда Лопате 17 часот, Љубодрак 19 часот, четврток 28 јануари 17 часот Ново село и Уминдол, и петок 29 јануари во село Врашец во 17 часот. Покрај ова до 20 февруари е отворен нов јавен повик за мерката 121 инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства под мерка 5 набавка на механизација за житни индустријски култури, за која што мерка може да конкурираат физички и правни лица запишани во единствен регистер на земјоделски стопанства, и тоа за физички лица истите треба да бидат регистрирани земјоделци или по закон за вршење земјоделска дејност или осигуреници на фонд за пензиско инвалидско осигурување или пак земјоделството да име како дополнителна дејност. Кофинансирање на оваа мерка, значи од 50 до 75% во зависност од статусот на земјоделецот. Оваа мерка, овој оглас трае до 20 февруари и затоа ги повикам сите заинтересирани земјоделци да се јават во нашите простори, каде ќе добијат подетални информации и ќе добијат техничка поддршка, односно подготовка на апликацијата и аплицирање. На минатиот оглас, агенцијата од Куманово изработи 42 апликации, од кои преку 50% беа одобрени, а најголем дел од нив се однесува на набавка на трактори, велат од агенцијата. Од нив тројца наши земјоделци извршија набавка на трактори по мерката 121 под мерка 5. Велат дека оваа мерка значително им помогнала во делот за обновување на нови трактори, каде старите се веќе изработени, а новите ќе придонесат за побрзо завршување на работите. Имаме досега 3 пати аплицирано. Од тие 3 пати имаме добиено секогаш, имаме добиено сега ова година, имаме тафе 85 коњи, имаме пред 5 години земено тафе исто 42 коња, имаме сетвоспремач, имаме приколица, имаме плугови земено, имаме преко рурален развој со помош на подрачните единици во Куманово за земјоделие.
Тие ни прават документација, не подучуваат што да правиме, како да правиме, што да земаме, си идеме редовно на состаноци. Аплициравме, имаме сега од овој трактор од 85 коњи имаме 75% вратено, од претходниот 50% имаме вратено. За еден месец имаме вратено, ни ги вратија одма парите. Благодарение на владата, задоволни сме. Нашата земјоделка преку програмата за рурален развој, освен трактори, има набавено повеќе машини за доработка на земјата, обработува 30 хектари земјоделско земјиште веќе 15 години и на не обработуваат житни култури, сончоглед, зелка, прас, кромит и компир. Доби трактор ТАПЕ 42, до сак не сам аплицирае, за ништо немам взимано. Сак на среќу поднесе и такој доби зема пари ни вратива одма за месец дана не се учи на пола 50%. Паре ми вратива и тоа е добивано. Друго не сам подносаја до сега. И како сте задоволни од оваа понуда? Видиш, оваа понуда е многу за свакој да прими благодет. 50% да ти даде трактор, нов трактор да обновиш. Помоќ е доста за земјоделци овај, што е пуштено, што дава. Дали и понатаму ќе аплицирате, значи, за добивање нешто друго? За нешто друго би аплицираја кај да има да се пружи шанса. Драган има прв пат аплицирано и е задоволен со оваа мерка за земјоделците и понатаму би сакал доколку му се укаже можност да аплицира и да добија. Тоа обработува над 10 хектари земјоделско земјиште, има земено трактор со кофинансирање од 50%. Преку програмата за рурален развој од 2009 година, досега се набавени преку 2200 трактори и повеќе од 7000 други парчиња земјоделска механизација. Бензините и дизел горивото од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 3,5 денари по литар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Нафтените деривати од полноќ се точат по нови намалени цени според одлука на регулаторната комисија. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 14,35, односно за 8,83%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС95 изнесува 57,5 денари за литар. Евросупер БС98 ќе се продава за 59,5, а Евродизел за 39 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 4 денари за литар и ќе чини 27,5 денари. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика за 2,46 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазотот и ќе изнесува 12,85 денари за килограм. Како причина за намалувањето на малопродажната цена на нафтените деривати од регулаторната комисија за енергетика го посочуваат за 19,51% пониската просечна цена на сурова нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,143% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Во тек е процедура за утврдување на над 10 нови локации за индустријски зони во поголем број на општини во земјата. Се унапредуваат условите за привлекување на инвестиции од странство, но и за поддршка на домашните бизнисмени, за отворање на нови капацитети кои би биле лоцирани токму во индустријските зони, истакна владиниот потпарол Александар Ѓорѓиев. Отворањето на капацитет во индустријските зони кои се под ингеренција на општината за бизнисмените значи ефтина цена за купување на земјиштето за изградба на капацитетот и комплетно уредена инфраструктура од страна на општината за функционирање на бизнисот. Индустријските зони се под ингеренција на општините, но тие се дел и од владината програма и политики за поддршка на бизнис секторот и зголемување на вработеноста. Владата е активна во поглед на утврдување на локации за креирање на најмалку 10 нови индустријски зони на целата територија на Република Македонија. Овој процес ќе биде завршен кон крајот на февруари. По усогласување и потврда на овие локации од страна на општините, ќе се започне со изработка на урбанистичките планови, кои ќе бидат финансирани од страна на владата, така ќе ги ослободиме општините од трошоците кои се наменети за изработка на овие урбанистички планови. По изработката на плановите во текот на оваа година ќе се создадат услови за непосредно, конкретно инфраструктурно излегување на терен и креација на самите зони. Ова е уште еден добар пример за соработка меѓу централната и локалната власт
власт, се со цел зголемување на вработеноста и поддршка на домашната економија, истакна владиниот потпорол Александар Ѓорѓиев. Министерството за транспорт и врски во соработка со Агенцијата за катастар на недвижности и Агенцијата за планирање на просторот врши анализа на погодни локации за изработка на урбанистичко-планска документација за формирање на нови индустријски зони. Франција планира да изврши притисок врз земјите членки на Европската Унија за поактивна соработка во борбата против тероризмот. Милиони луѓе во источниот дел на Америка го расчистуваат снег од поголемата снежна бура. Земјотрес со интензитет од 6,1 степен според Рихтер е регистриран утрово меѓу Мароко и Шпанија. Ова се вестите од светот. Франција планира да изврши притисок врз земјите членки на Европска Унија за поактивна соработка во борбата против тероризмот, изјави францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев. Тој ја даде изјавата пред денешната министерска средба на Советот за правда и внатрешни работи на Европска Унија, која ќе се одржи во Амстердам. Казнев истакна дека на средбата ќе настојува да биде усвоена листата на рокови за натамошни активности, кои ќе овозможат преземање на првите конкретни мерки до крајот на првото тромесечие на оваа година. Тој исто така упати критики до некои држави од Унијата, кои не доставуваат доволно податоци во информацијските бази на шенгенскиот систем, кои се наменети за собирање и размена на информации за осомничени лица и оние на кои им е забранет влез во Шенген зоната. Некои земји сметаат дека терористите нема да ги нападнат, но тие се залажуваат, бидејќи терористите водат борба целосно против европскиот модел, нагласи францускиот министер. Милиони луѓе во источниот дел на Америка го расчистуваат снег од поголемата снежна бура што буквално го парализира овој регион изминатиот викенд, пренесуваат светските медиуми. Луѓето ги расчистуваат патиштата и ги откупуваат своите автомобили затрупани во снег, кој достигна околу 90 сантиметри во 5 држави. Јавниот превоз остана во преки на самиот почеток на работната недела. Многу летови се откажани. Владините згради во Вашингтон, а и многу училишта денеска ќе бидат затворени. Најмалку 29 смртни случаи се пријавени од петокот, кога започна снежната бура, како резултат на сообраќајни несреќи, труење со јаглерод моноксид и срцеви напади при раскопување на снегот. Земјотрес со интензитет од 6,1 степен според Рихтер е регистриран утрово меѓу Мароко и Шпанија, соопшти Американскиот геофизички институт. За сега нема податоци за евентуални жртви и причината материјална штета, ниту постои опасност од цунами. Епицентарот на потресот се наоѓал на 62 километри северно од мароканскиот град Ал Хосеима и на 164 километри југозападно од Гибралтар. Веднаш по првиот следал и втор земјотрес со интензитет од 5,3 степени. Македонската ракометна репрезентација вечерва излегува на Мегдан против силната селекција на Норвешка, која со своите игри импресионираше на континенталниот собир. Стручниот штаб и ракометарите најавија дека ќе дадат се од себе да остварат поволен резултат од овој важен натпревар. По слабиот натпревар против Хрватска, македонската селекција вечерва се наоѓа пред нов голем предизвик. Следниот противник Норвешка на првенството се прикажа во одлично издание и представува најпријатно изненадување според прикажаните игри. Нашите ракометари ќе морат драстично да ја подобрат играта ако сакаат воопшто да се надеваат на поволен исход од овој натпревар. Ја очекувам Македонија вечер на борилиштето во Кракова арена, на голема борба, да се биде ли не за Македонија, како до успехот, како да се сопре на млада репрезентација составена од многу брзи и квалитетни играчи, да се сопре нивниот напад, нивната бековска, односно трио линија Бјорнсен, Хансен, Сагосен, Тонесен, кои што се многу брзи, многу опасни по одбраната на не само за нас ќе бидат, ќе бидат вечер опасни, туку беа опасни за Хрватска и за Белорусија, која тоа го осети и Полска. Играта е многу брз ракомет, доста квалитетен ракомет, доста уиграни, со многу акции, знаат што сакаат и гледаат секоја шанса да ја искористат. С оглед на фактот дека табелата е и таква каква што е, по поразот на Полска од Норвешка, сега се малку испомешаа тука
картите во таа група, па така Норвешка сега ќе ја бара шансата, односно има шанси да влезе во полуфинале. Со евентуална победа на нашата селекција, значи во вечерашниот надпревар, значи тие веќе ќе имат 6 бода, со што мислам дека и вечерва и Полска ќе ја победи, значи Белорусија, ќе се направи еден трокук од 6 бода, каде што Франција го игра последниот надпревар со Норвешка, што ќе мора да ја победи 4 разлика за да оди Франција по полуфинале, што на нас би ни било идеално. Сега за да ги ние и малце помрциме тука конците, нели? Значи ќе мораме да изиграме машки, да изиграме борбено, да изиграме дисциплинирано во текот на 60 минути, да изиграме една квалитетна, па можам и да кажам, можеби и 3-2-1 да пробаме одбрана да изиграме со, значи, повеќе излегување напред, односно да го спречиме протокот на топката на нивните бекови, со што, значи, нивната реализација ќе ја сведеме на минимум. Гледам и самите дека Норвешка игра еден, значи, надпревар и ги играат сите под 30, 31, 32, 33 гола, значи дават по 15, 14 до 15 гола од полувреме. Ако успееме ние тоа да го намалиме уште во првото полувреме, со помош на нашата одбрана, односно со помош, најголема помош ќе имаме, значи ако имаме од нашите голмани, значи мислам дека ќе избориме повален пласман, со што би ја оставиле, значи, самата селекција Норвешка на бодови колку што има и нема да ни представува, значи, проблем за значи, местото во групата, тоест нема да биде пред Франција, односно ќе имаме отворен пат кон долго посекуваните Олимписки игри во Рио. Останува нашите ракометари да прикажат вистинска игра и да го поправат впечатокот од мечот со Хрватска и можеби да стасаат до првата победа на првенството. Футсал екипата на Биџо интензивно се подготвува во спортската сала за пролетниот дел на првенството. Екипата на К3 ја посети екипата и разговараше со дел од првотимците за пролетната етапа. Во првиот дел од сезоната, футсал екипата на Биџо заслужено го освои првото место во втората лига. За продолжението на првенството, стручниот штаб и екипата истакнуваат дека веруваат во сопствените можности и пласман во првата лига. И покрај студеното време ние сме спремни, се надеваме дека се ќе биде добро. Што може да ветите на љубителите на фудбалот во Куманово на крајот на сезоната? Може да ветиме дека ќе влеземе во прва лига, би требало да влеземе, затоа што сме подготвени за тоа. Марковски е вториот дел на првенството. Амбициите според зборовите на вашиот тренер се влегување во првата лига. Имате ли цели за такво остварување? Така, значи амбициите ни се да влеземе во првата македонска футсал лига, како што гледате и самите тука покрај ладното време и покрај лошите услови за тренирање сепак и доаѓаме на тренинзи и гледаме да влеземе во првата футсал лига. Според тебе, кој ќе биде главниот конкурент на Биџо за влегување во првата лига? Па има доста, значи, добри екипи во втората футсал лига, така да ќе видиме на крајот на сезоната. Сега за сега полото сезона добро пројде. Во секој случај, Биџо потврди во првиот дел дека го има потребниот квалитет за враќање во прволигашката елита. К3 телевизија во пролетниот дел ќе ги емитува во целост сите мечеви на футсал екипата Биџо. Во вестите од меѓународниот спорт издвојуваме. Поранешниот менаџер на Челси Жозе Мориньо не се откажува од намерата да седне на клупата на Манчестер Юнајтед. Екипата на Јувентус оствари нова победа во италијанскиот шампионат, откако во дербито ја совлада Рома. Првотимецот на Реал Мадрид, незадоволен од статусот во екипата, размислува да го напушти клубот. Жозе Мориньо не се откажува од можноста да ја преземе менаџерската функција на Манчестер Юнајтед, а тоа го покажува и фактот што решил да испрати писмо до раководството на клубот. Ова информација ја пренесува англиските медиуми. Португалецот испратил писмо, односно 6 страници, на кој потенцирал колку ја посакува функцијата, но и целосна анализа на актуелниот тим, како и најава за одредени чекори кои би го направил доколку би го наследил Луис Ван Гал. Менаџерскиот тим на Мориньо и претходно имал контакт со првите луѓе на Юнајтед, но договор не е постигнат затоа што дел од раководството не се согласува со опцијата за ангажирање на поранешниот менаџер на Челси, кој со себе носи и одредени специфични ризици, како што е неговото однесување со медиумите и официјалните лица, честите контроверзни изјави и практикувањето дефанзивен фудбал.
но тоа комплетно не го обезкребило Мориньо, кој трапеливо ќе ја чека својата шанса на Олд Трафорд, а остовремено се решил на чекор со кој ќе си ги зголеми шансите за овој ангажман, ако не веднаш, тогаш барем по крајот на сезоната. Екипата на Јувентус ја продолжи победничката серија откако во дербито ја совлада Рома со 1-0. Ова беше 11-ти последователен триумф на италијанскиот шампионат, а воедно ја продолжи трката со Наполи во борба за шампионската титула. Старата дама и понатаму има 2 бода негатива во однос на наполитанците, кои се лидери на табелата по 21 одиграни кола. Рома, ниту со новиот тренер Лучиано Спалети, на клупата не успее да се опорави од серијата порази. Во не многу интересен меч и со многу малку шанси, Јуве стаса до победата преку најдобриот играч во сезоната Пауло Дибала во 77-та минута од средбата. На голот му претходеше одличната асистенција на Погба, а Дибала успее откос од левата страна да ја погоди мрежата на волчицата. Колумбискиот интернационалец од редовите на Реал Мадрид Хамес Родригес својата кариера би може да ја продолжи во премиер лигашот Манчестер Юнајтед, пренесуваат медиумите од островот. Тој планира да го напушти тимот оваа зима, откако тренерот на кралевите Зинедин Зидан јасно му даде до знаење дека треба многу да работи за да се наметне како правотимец, а ѓаволите веќе ги направиле првите контакти со неговиот агент Жорге Мендеш. Раководството на Юнајтед е подготвено добро да го одврзе кесето за да го засили тимот оваа зима, со оглед дека Луис Ван Гал и неговите избраници играат многу променливо во премиер лигата, но се уште имаат реални шанси да обезведат пласман во лигата на шампионите. Отаму и преговорите со Хамес Родригес стануваат се поинтензивни. На крајот последниот збор за заменувањето или останувањето на Родригес во Реал ќе го даде тренерот Зидан. Времето денеска променливо облачно, кон крајот на денот и во ноќните часови со услови за слаб локален снег, особено во североисточните делови. Ова е воедно последната информација во Дневникот. Останете натаму со програмата на К3. Довидување.